Добро утро, почитувани гледачи. Во својот редовен термин почнува ново издание на емисијата Фактор здравје. Верувам дека повторно сте во доволен број пред малите екрани за да го проследите и ова ново издание во кое што обработуваме и нова тема посветена на оралното здравје, односно здравјето на забите, стоматолошката грижа, стоматолошката превенција и во детската возраст и кај возрастните, зошто се јавува кариес, зошто забниот камен е тесно поврзан со парадонталната болест која што е присутна кај средната генерација и кај повозрастните, како да ги четкаме забите, зошто здравјето на забите е огледало на нашата целокупна благосостојба и целокупното здравје на организмот. Значи, многу прашања и многу кратки теми кои што ќе ги обработиме токму во овие следни 40 на минути резервирани за ова денешно издание. На оваа тема разговараме со доктор Марина Серафимова-Тиловска, специјалист ортодонт од стоматолошката ординација Продентика. Добро утро, доктор Марина, и добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, благодарам на поканата. Што представува, зошто е важна стоматолошката превенција? Стоматолошката превенција представува всушност клучна за здрава и блескава насмевка. Всушност таа е основа и многу голема инвестиција која што ние даваме за нашето здравје. Каде бенефитот подоцна од нејзе е многу голем. Бидејќи во конкретниот случај кај нас се јавува кариес. Кариесот е многу честа болест на забите. Ако кариесот не се превенира навреме, може да се случи тој да се продлабочи и да биде потежок во однос на самата санација и на крај може да дојде дури до воспаление на нервот и губиток на забите. Затоа е многу битно кариесот да се превенира, а не само кариесот и другите заболувања во устата и устната шуплина. Так, за сето ова ќе зборуваме подетално веднаш по првиот блок реклами и посебно зошто не смееме да го игнорираме, зошто треба малку посериозно да пристапиме кон сето ова и зошто треба и возрастните и од детската возраст така малку повеќе да се грижиме за здравјето на забите. Гледаме блок реклами, почитувани гледачи, а веднаш по рекламите продолжуваме со разговорот. Останете со нас. Со доктор Марина Серафимова-Тиловска, специјалист ортодонт од стоматолошката ординација Продентика, зборуваме за грижата за оралното здравје. Го споменавте кариесот, доктор Марина, е една од најсериозните состојби во стоматологијата, нешто на што треба да се внимава, да ги знаеме причините, како се појавува, како се третира и зошто треба сето должно внимание да го посветиме кон оваа состојба. Так. Значи, кариесот представува бактериска инфекција на забите, меѓу луѓето е познато како расипување на забите. Во секој случај, кариесот е најчестата и најраспространетата болест на забите и општо во популацијата. Затоа треба да обрнеме многу големо внимание, бидејќи за да настане кариес, потребно е да постојат ризик фактори. Како ризик фактори, ние ги споменуваме лошата орална хигиена, како и неправилниот начин на исхрана, всушност несоодветната исхрана. Како резултат на овие ризик фактори се јавува бактериска инфекција. Во устната шуплина има голем број бактерии. Всушност тие бактерии се нормални домаќини во устната шуплина, но кога ќе се појават надворешни фактори, тие менуваат својата да речам корисност и стануваат патогени. Како такви, како патогени, тие делуваат на емајлот на забот и предизвикуваат намалување на или ослабување на неговата јачина. Како резултат на тоа, подолготрајно и почесто влијание на таа средина, значи кисела средина што ја на некој начин продуцираат бактериите, може да предизвикат големи кариозни лези, прво деминерализација на забите, а потоа и големи кариозни лези кои што на крајот може да предизвикат воспаление на нервот, всушност пулпата и дури до губиток на забот. Затоа е битно многу да се обрне внимание на кариесот како заболување, а ние како стоматолози многу често гледаме случаи кога станува збор за почетен кариес. Значи, тоа е момент кога
Кај луѓето тие не го приметуваат сето тоа, но докога доаѓаат во стоматолошка ординација, ние тоа го приметуваме, го забележуваме, го детектираме и диагностицираме. Ако навремено се лечи сето тоа, може да се санира и многу брзо да настане реставрација на самиот и регенерација на забот. Но ако не се лечи, ако го игнорираме, оди во подлабоките ткива на забите, како на пример во дентинот, и се јавуваат болки прво на благо, потоа болки се јавуваат на други дразби, како на пример на ладно, и многу потешко е кога забот почнува да боли само од себе. Кога се јави таква болка само од себе, всушност тогаш настанува воспалување на нервот, што е многу покомплицирано, и во тој момент ние треба да преземеме понатамошни мерки со вадење на нервот или на крај губиток на забот, каде што многу е специфично, затоа превентивните мерки, всушност добрата орална хигиена, честото доаѓање на стоматолог кај нас или честите стоматолошки прегледи, како и добрата и соодветна исхрана се многу битни за здрава и блескава насмех. Да, кариесот не боли. А кога веќе ќе почувствуваме болка, значи веќе нешто почнало да се случува. Рековте го забележувате на преглед кога ќе дојде, ама тоа значи дека редовни контроли треба да се прават за стоматологот да го забележи нештото. Точно, на почетокот кариесот не боли кога е почетен. Всушност тоа е баш како да речам деминерализација, каде што пациентот не го приметува, но подоцна кога оди подлабоко во ткивата, многу се јавува многу поголема тешкотија во однос на тоа, поради тоа што се јавува болка кај пациентот, болка прво на благо, а подоцна и на други дразби, и со губиток на нервот и со вадење на, во најтежок случај, губиток на самиот забот. Така, да. А кога ќе дојде до таква состојба, сите знаеме дека и малку потешка, и малку покомплицирана за самиот, интервенција, па и болката е тука присутна, така неподнослива, колку и да ја смирувате во моментот, ама треба да се санира забот. Ќе преминеме на честото, односно потребата од често миење, одржувањето на оралната хигиена, бидејќи е во една од причинителите и ризик факторите. Како да ги читкаме забите? Како да ја одржуваме таа орална хигиена? Зошто е важно и секогаш стоматолозите потенцираат навечер четкање на забите, посебна техника на четкање, го сваќаме ли тоа сериозно или велиме ајде важно е само да ги измијам забите? Така. Значи, најбитни превентивни мерки на прво место е оралната хигиена. Кажавме, значи оралната хигиена треба да биде правилно направена, значи тоа значи со правилна техника на четкање на заби, правилен избор на четката, како и паста на заби со флуор. Значи, четката на заби треба да биде со средно меки и меки влакна. Не сме да биде со тврди влакна. Техниката на четкање исто така е многу битна. Станува збор, правилна техника е со полукружни движења. Кога зборуваме за горна вилица, од дозгора надолу со полукружни движења. Кога зборуваме за долна вилица, од доздола нагоре со полукружни движења. Бидејќи често пати се случува заради неправилната техника, всушност пациентите самата храна да ја внесуваат под непцата. Значи, тоа е лоша техника на четкање и тогаш да се истуркаме самите со четкањето, уште повеќе, па да не може да излезе да се извади. Да не може да излезе и се случува често пати воспаление на непцата, со појава на гингивитиси, болки, појава на болни, ливидни, црвени и крвави непца. За таа цел многу е битно да ја знаеме правилната техника на четкање. Покрај тоа правилен избор на четката. Значи, четката не смее да биде со тврди влакна. Ако е со тврди влакна, често пати се случува да пациентите многу јако четкаат и под многу јак притисок и да предизвикуваат цели вдлабнување на забот. Кај нас во стоматологија тоа се вика клинеста ерозија, абразија, каде што се јавува болка од причина што самиот пациент си го уништил емајлот, површниот слој на забот, и се јавува болка на ладно, благо, на зимање на воздух, значи пациентот доаѓа со болка, нема кариес, али заради оштетен емајл се појавува болката. Тогаш препорачуваме препарати кои што ја намалуваат сензитивноста, осетливоста или во најлош случај пломбирање на забите. Исто така многу е битно изборот на паста за заби. Пастата треба да биде секојпат со флуор. Значи, флуорот е минерал кој го заштитува забот, всушност го заштитува емајлот, го зацрстува и спречува појава на кариес. Значи, овие работи се многу битни
да не ни е на нас самото четкање на зъби провизорно и да речеме дека сме ги исчеткале, но всушност не е правилно. Правилно четкање е многу битно, еве од кои причини. Всушност тоа е на некој начин огледало и на целокупното наше здравје. Так. Количински паста колку да ставаме? Да, Мислиме дека што повеќе ставиме, толку подобро ќе е, убаво ќе ни испени, па убаво ќе ги измиеме зъбите. Така. Не, доволно е како зрно од грашок, значи паста колку зрно од грашок, таа е доволна количина за да ја завршиме да го завршиме четкањето правилно. Да. Зошто се препорачува задолжително ноќно миење на зъбите, односно миење на зъбите пред легнување? Така. Кога веќе сте завршили и со пиење, и со јадење, со пијалоци, со храна. Така. Значи се препорачува ноќното миење заради тоа што во текот на денот ние јадеме различни видови на храна, зъбите стануваат нечисти. И како такви ние не можеме да легнеме со такви нечисти зъби, затоа што во тек на ноќта бактериите имаат цела ноќ да го растварат шеќерот и да стварат кисела средина. А киселата средина е основа за уште поголемо размножување на бактериите, деминерализација на малот и појава на кариес. Значи затоа препорачливо е вечерното четкање на зъбите. Секој пат јас и на моите пациенти препорачувам и после јадење да ги... ама ако не сме во можност, ако сме дома, тоа ќе можеме да го направиме. Ако сме некаде на друго место, сме внеле храна, може и со обична вода да ги исплакнеме зъбите. Всушност, плакнењето на зъби е многу битна постапка, каде што ги тргаме сите тие остатоци на храна, а остатоците на храна ја предизвикуваат киселата средина и всушност појавата на деминерализација, а со тоа и деструкција на самиот емайл. Така. Правилна техника на четкање на зъбите, користење на зъбниот конец. Така. Зошто? Зъбниот конец треба да се користи од кои причини? Значи, ние со четката за зъби ги четкаме сите површини, видливи површини на зъбот. Предни, задни површини, со посебен осврт на непристапните делови. Но има места, како на пример, измеѓу зъбите. Измеѓу зъбите таму не можеме ние да влеземе со четката. За таа цел користиме конец за зъби. Конецот всушност влегува измеѓу зъбите и ги трга остатоците на храна кои што влегуваат тука и денталниот плак. Бидејќи сите тие може да бидат предизвикувачи или на гингивитис, воспаление на непцата, или на појава на кариес во непристапните делови, кај апроксималните делови на зъбите, дури и појава на всушност почетен стадиум на паронтопатија. Затоа многу е битно да се користи зъбниот конец. Покрај зъбниот конец многу е битно и да се користат и специјалните интердентални четкички, а не класичните чепкалки со кои што знаеме да ги исчистиме, па можеме така и да го повредиме непцето, зависно од тоа нели колку длабоко продираме на тој дел. И тие не се стерилни, не се чисти, затоа не се препорачливи за користење, затоа е потребно интердентални четкички. Од многу студии е утврдено дека користењето на зъбен конец го намалува од 50 до 70% присуството на кариес на зъбите. Значи, кај луѓето се намалува процентот на кариес ако користат зъбен конец. Така. Во поглед на храната и пијалоците, што е тоа што им пречи на зъбите или не им оди во прилог, па прави некакви дополнителни проблеми? Не да исклучиме комплетно се, туку нели дозирано, така во одредени дози да го користиме. Така. Значи, не треба да користиме, мислам, да зимаме газирани пијалоци, бомбони, сладки, чоколади, енергетски пијалоци. Значи, целата таа храна што предизвикува кисела средина. Всушност, тие внатре во самата храна има шеќер и со распаѓање на шеќерот се стварат киселини, а киселините се основа за деминерализација на зъбите, а исто така и деструкција. Значи, затоа не треба да се користат ваква храна. Честото и долготрајно користење на оваа храна, значи, предизвикува, кажавме, кисела средина и ризик фактор за појава на кариес. Сега, здрава храна мора да зимаме од типот на овошје, зеленчук, цитрусни производи, јаткасти производи, а исто така храна богата со калциум, која што е многу битна за зъбите, млеко, млечни производи, кој што е минерал и се внесува во зъбот и го заштитува зъбот од кариес. Така.
да внимаваме да не загризуваме тврда храна Така. многу, многу Да. топла жешка или многу студена? Исто така, не Односно треба студени пијалоците, така, Така. жешка топла храната. Така, не треба да бидат екстремни разликите во однос на температурата на храната. Многу треба да внимаваме и на тоа, бидејќи може да се оштети емајлот, затоа треба многу да се пази на температурата на храната која што ја земаме. Така, а сите сакаме да имаме убави зъби, убава блескава насмевка, пред се здрава да биде, така, а потоа и естетскиот момент, нели, Многу е битен. добро да го запазиме. Така. Зборуваме дека превенцијата е најдоброто нешто. Колку редовно треба да се посетува стоматолог? Не да чекаме нешто да не здоболи или нешто да почувствуваме како некоја промена, како редовни превентивни контроли. Идеални контроли се на секој 6 месеци, значи 2 пати годишно, бидејќи ние спомнавме на тие контроли, ние ги гледаме тие почетни кариеси, каде што пациентот сам по себе не може да ги примети, не може да ги види. Затоа ние обично ги детектираме и диагностицираме. Го советуваме на пациентот на всушност да го санираме тоа одма, веднаш, бидејќи ако се игнорира сето тоа, не се навремено санира, кажавме дека последиците се многу полоши. Покрај тоа ние забележуваме промени на непцата. Дали има гингивитис, воспаление на непцата, а на тие прегледи ги забележуваме и присуство на забен камен, дали има забен камен. Всушност забниот камен представува минерализиран дентален плак. Значи, тоа е дентален плак, остатоци од храната, која што поради присуство на минерали од плунката се минерализира и во домашни услови не може да се тргне, затоа мора во амбулантски услови. Места каде што најмногу се забележува забниот камен, тоа е во долните предни заби и горните први молари. Всушност тоа се места каде што најчесто се ствара забниот камен, места каде што се изводните канали од плунковните жлезди. Во долна вилица подвилични и подјазични, а во горна вилица станува збор за паротидна жлезда. Всушност, забниот плак, тоа е полн со бактерии. Ако ние навремено не го исчеткаме, тоа е леплива наслага, се таложи на забите. Исто така, ако повторно... Забниот камен и го забележуваме, така, кога ќе застанеме пред огледало и кога ќе се насмевнеме. Ама сами не можеме да го отстраниме. Така, не може да се отстрани. Всушност, не може заради тоа што е тој минерализиран, затоа мора да дојде, мислам, пациентот да дојде во стоматолошка ординација, да го отстраниме со специјална апаратура ултразвук. Често пати има обратно мислење кај некои пациенти, мислат дека забниот камен го штити забот и го држи забот цврсто во алвеолата. Всушност тоа не е така, не е точно. Забниот камен е причинител и главен фактор на појава на пародонтопатијата. Ајде да позборуваме малку и за пародонтопатија. Така. Пародонтопатијата представува прогресивна болест. Значи, таа еднаш кога ќе се појави, не можеме ни да излечиме. Само може да се стопира. Всушност, се стопира со чистење на пародонталните џебови и со чистење на забниот камен. Забниот камен не смее да се наталожи на забите. Колку повеќе се наталожува забниот камен, тој предизвикува оштетување на непцата. Покрај оштетување на непцата предизвикува и оштетување на алвеоларната коска. Доаѓа дури до врвот на забите. Уништува потпорното ткиво на забите. Всушност, пародонтопатијата представува таква болест каде што се оштетува пародонталниот апарат, потпорниот апарат и во најлош, во терминален случај доаѓа и до расклатување на забите. Во тој случај тешка е превенцијата и се оди понатаму со понатамошни третмани, многу тешки, затоа се препорачува за да не дојде до таков стадиум, често доаѓање кај нас на стоматолог, превентивни прегледи, чистење на каменот, каде што е обавезно чистењето на секој 6 месеци. Да. А кога веќе ќе се појави пародонталната болест, така, е малку подолг периодот на санирање на сите тие проблеми, ама целта е така да се зачуваат забите, така да не дојде до загуба на забот. Ние со тоа чистење на забниот камен ја стопираме пародонтопатијата. Затоа се препорачливи нашите контроли, бидејќи на некој начин ја стопираме и неможност за понатамошно прогредирање. И со таа состојба да може забот колку може полого да се задржи во алвеолата. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи.
Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Марина, парадонталната болест, само уште кратко да се задржиме на неа. Така. На која возраст најчесто почнува да се јавува или нема некое правило? Така. Кога, како би дошло? Така, нема некое правило за возраста, но обично е кај некаде околу 40-та година и затоа се битни нашите стоматолошки контроли, редовно за чистење на забниот камен. Кажавме од која причина, бидејќи пародонтопатијата го уништува потпорниот апарат на забот. Всушност започнува како гингивитис, воспаление на непцата, со присуство на голем број бактерии и тие бактерии влегуваат во крвотокот и го уништуваат потпорниот апарат. Всушност тоа е апарат измеѓу самиот корен на забот и коската. До тој степен може да биде уништувањето да почне да се расклатува забот. Тоа е терминален случај со расклатување на забите каде што подоцна третманот е многу потежок и поспецифичен. Но современата стоматологија нуди веќе многу посовремена апаратура и за третирање, можности, начини, а и едукацијата на популацијата, така веќе си придонесува многу порано да се откријат ваквите проблеми. Да, и како ризик фактори се смета оралната хигиена, значи лошата орална хигиена, а тука исто така е многу битен и генетскиот фактор. Сме забележале дека кај често пати пациентите може да кажат дека кај родителите имат пародонтопатија, така да и кај нив се јавува пародонтална болест. Така. И ајде сега да се префрлиме на децата. Детската возраст, велиме навиките се учат уште од најрана детска возраст. Навиките за добра орална хигиена, за посета на стоматолог, што може кај децата да се појави, зашто се важни млечните подеднакво колку и трајните запчиња. Така, млечните заби кај децата се многу важни, бидејќи тие овозможуваат џвакање, зборување на децата. Затоа ние треба да ги едуцираме децата уште како мали за начинот на четкање, употребата на правилна исхрана, бидејќи кај децата, ако неправилно четкаат, често пати се случува тој циркуларен кариес во детската возраст. Тоа е многу чест и многу прогредирачки. Имаме случаеви кога целосно уништување всушност на коронката на децата, на запчињата, на млечните запчиња, и во тој случај многу потешкоти се јавуваат, бидејќи детето не може да јаде правилно, да зборува. Често пати тоа се случува на предните горни запчиња, но треба тогаш многу да внимаваме и да ги чуваме запчињата до моментот на смена. Ние не смееме да ги вадеме предвремено, бидејќи предвременото всушност вадење на запчињата предизвикува пореметување на редоследот на никнење на сталните запчиња и се појавуваат ортодонтски аномалии од типот на збиеност на забите и понатаму ортодонтски проблеми со носење на протези каде што се подолготрени третманите. Затоа е многу битно децата уште како мали да се едуцираат за правилна орална хигиена, правилно четкање, земење на здрава храна, и во секој случај во тој период најголемо влијание имаат родителите. Всушност едукација и на родителите како да ги четкаат забите децата. И да ми ја стекнат таа навика на дечињето, односно првично сами да им помагаат, нели, додека сами не може да го прават. Бидејќи често пати знаат да речат некои родители, млечните запчиња ќе паднат, па не мора толку многу да се грижиме за нив. Ама тие се добра основа за добро растење на трајните заби. Така, ако има здрава млечна дентиција, ќе имаме и здрава трајна дентиција. Не смееме да ги изгубиме млечните заби. Бидејќи кажавме ќе се поремети редоследот на сталните заби и тогаш детето ќе има збиеност, всушност ќе се појави ортодонтска аномалија, која што е многу тешка и понатамошното всушност третирање со појава со носење на протези, обични или фиксни протези, долготрени третмани, а се до тоа може да биде многу побрзо, поедноставно, полесно ако може да се третираат. Но во секој случај хигиената е на прво место, всушност стоматолошката оралната хигиена како главен фактор за да дојде до заштита на млечните запчиња. Така. На родителите кои што имаат дечиња во предучилишна возраст и во училиште, познат им е терминот залевање на фисурите. Така. Што значи тоа? Вака. Залевањето на фисурите е терапевско-профилактичка мерка, се прави на сталните заби. Тоа е мерка каде што превентивна мерка од која причина запчето, сталното запче кога никне, има длабоки фисури, тоест вдлабнатини. И во тој случај, пошто се тие многу длабоки, децата четкаат, ама не четкаат правилно.
и се случува задршка на храна. Секој пат кога имаме задршка на храна, таа останува тука, детето повторно, ако не ја исчетка, може да дојде до нејзино распаѓање, до деминерализација на емајлот и деструкција со појава на забен кариес. За таа цел ние користиме специјални залевачи. Всушност тоа се врши во стоматолошките ординации кај нас. И улогата, целта на залевањето е да се намали длабочината на самата длабнатина, а со тоа намалување на длабочината и измазнување на површината, детето многу полесно може да четка и да нема задршка на храна. Тоа е улогата на залевањето на фисурите, всушност да се намали длабочината и полесно детето да четка, да нема остатоци од храна, поготово на трајните заби. Залевањето се врши обично на правите молари, може и на премоларите, а целта е да се всушност заштитат од кариес. Покрај ние залевањето како терапевско-профилактичка мерка користиме и флуоризација. Значи, флуоризацијата е многу битна, се врши со специјални флуор препарати. Флуорот, кажавме дека тоа е минерал кој што се внесува во емајлот и која е целта, улогата? Улогата е да го зацрсти емајлот и да спречи појава на кариес. Самата терапевска постапка е многу лесна, брза, едноставна, безболна за пациентот, за дечињата и затоа препорачуваме да се прави на 4 до 6 месеци, кога никнат сталните запчиња, и многу битна за превенцијата од кариес. Затоа, покрај залевањето на физури, многу битна е флуоризацијата. Всушност, тоа е многу значајна постапка за заштита на забите. Така. Да. Грижата кај родителите е на прво место, меѓутоа и соработката, комуникацијата, училиштата, градинките со стоматолошките ординации, за да тоа редовно се прави. Ако не може тимот да оди кај поголем број на дечиња, тие во одредена возраст да дојдат и да го прават тоа редовно. Да. Се спроведува во пракса? Се спроведува секако во пракса. Има локални амбуланти, тие се всушност државни амбуланти, каде што се повикани децата од возрастните групи, најмногу кога се во прво и второ или пак некаде таму 5-6 оделение, за да ги залеваат запчињата, а целта е превенција и заштита на сталните заби, кои што може да се многу повеќе изложени на кариес кога никнат. Затоа се препорачува често, мислам, да тоа е на некој начин задолжителна мерка за секое дете да мора да отиде на стоматолог да се јави за да се направи залевање и флуоризација. Така. Кога прв пат да се однесе детето на стоматолог? Така. Прв пат треба да се однесе некаде после никнењето на првото млечно запче, најдоцна до првата година. Значи, јас практикувам кај моите мали пациентчиња, дечиња, првата посета да биде баш така релаксирачка, да детето дојде да се запознае со стоматолошката атмосфера, да му се објасни начинот на четкање на забите, да ги разгледа нашите инструменти, најмногу им се интересни нашите огледалца на децата, така да најголемо внимание се обраќа на четкањето, оралната хигиена, како да одржуваат дечињата, што да јадат, значи да не јадат многу чоколади, бомбони, бидејќи тие може да им ги расипат запчињата. Значи, првата посета да биде баш лесна, едноставна и така релаксирачка, за да детето подоцна стекне навика. Ти е многу битна таа навика за доаѓање кај нас на стоматолог. Ако детето сака да доаѓа кај нас, подоцна тоа ќе сака и кога веќе ќе стане поголемо, значи тоа е многу битен момент, бидејќи често пати се случува некои случаи самите пациенти да ми кажуваат со тек на времето дека кога биле мали се појавила некоја многу, да речам, болна интервенција и кога доаѓаат кај нас уште и веќе возрасни да чувствуваат травмата и да останала така и повторно е стравот присутен. Така, за да немаат страв, мора чести стоматолошки контроли. Значи, контроли на 6 месеци и со тоа детето ќе се навикне, ќе нема страв, ќе сака да доаѓа кај нас на стоматолог. Така, значи како кај возрастните што препорачувате, така барем 2 пати годишно, така и кај децата една проверка, така што може да се направи и контрола. Така, која е многу битна. Здрава млечна дентиција понатаму предизвикува или
допринесува за стална здрава трајна дентиција. Така да. Порано од тој страв веројатно од стоматолог реткото одење или во моменти кога навистина ќе биде веќе болен забот, па многу мина останувале и ги губеле забите. Едноставно немало друго решение освен забот да се извади. Така, но денес има современа стоматологија, така да губењето на забот е последно нешто што можеме да го направиме. Или да се проба се и да се исцрпат сите можности додека не дојде до тој последен момент. Зборуваме за оралната хигиена, грижата за забите, четкањето, техниките, изборот на четката. Која би била пораката и советот до гледачите во поглед на одржување на оралната хигиена и дали има никакви митови и вистини околу? Вака мораме да ја споменеме и оралното здравје во однос на целокупното наше здравје. Тоа е многу битно. Значи, кога станува збор за оралното здравје, ако ни се воспалени непцата, има голем број бактерии. Тие бактерии од воспалените непца влегуваат во крвотокот и предизвикуваат понатамошни проблеми. Проблеми со срцето, чести се кардиоваскуларните заболувања, ендокардитисот, ризик фактор за појава на мозочен и срцев удар. Затоа честите стоматолошки прегледи се многу битни, ние да утврдиме дека станува збор за воспалени непца и да ги санираме и третираме навремено. Покрај тоа, например, од воспалените непца бактериите може да влезат во крвотокот и да предизвикуваат, например, бронхитис, да предизвикуваат хронична обструктивна болест. Потоа да делуваат на кожата со појава на алопеција ареата. Понатаму да предизвикуваат, да речам, кај трудниците со појава на предвремено пораѓање, на предвремено породување или, да речам, мала родилна тежина на децата. Понатаму можат во последните студии утврдено дека можат да предизвикат и рак на панкреасот во најтежок случај. Затоа оралното здравје всушност се огледало на целокупното наше здравје. Треба многу да внимаваме ако е оралното здравје на високо ниво и општото здравје ќе биде така. За целата благосостојба на организмот. Одржување на хигиена и на устната празнина? Така, не само за забите, четкањето. Значи, важно ли е тоа? Како не, секако е важно. Треба и да се исчетка јазикот, бидејќи на јазикот има мноштво од бактерии. Всушност на четката од другата страна има специфичен еден дел каде што мораме да го користиме за да ги отстраниме и бактериите од јазикот. Често пати ние исто во оралната хигиена ја спомнуваме и употребата на специјални плаксови. Тоа се водички кои што се богати со минерали. Всушност самото користење исто така обезбедува заштита на устната шуприна, обезбедува на некој начин состојба каде што ќе се намали присуството на бактериите. И затоа го препорачуваме употребата на денталните плаксови, а во крајен случај ако не може да ги исплакне забите, може и со обична вода која што е многу битна за заштитата, да нема никакви остатоци од храна, бидејќи и тие остатоци од храна ја предизвикуваат ваквата состојба. Така ги прават проблемите понатаму. Да, најголемите проблеми. Така. Вистини, митови околу одржувањето на хигиената, ако ни се здрави забите во устната шуплина, ќе можеме убаво да ја жвакаме храната, таа полесно и подобро ќе се вари, потоа се си е поврзано едно со друго. Така, се е поврзано. Значи, забите се многу битен фактор во организмот. Така што пред се варењето на храната започнува токму во устната шуплина. Бидејќи тука ние одградуваме храната, ситниме, се ствара болус, со помош на плунката и почетокот на варење на храната започнува токму во устната шуплина. Ако недобро се иситне храната, предизвикува понатамошни проблеми во дијестивниот тракт. Или ако, например, има губиток на забите. Губитокот на забите е многу лоша ситуација. Во однос на тоа можеме да кажеме дека често пати кај пациентите покрај што не е соџвакана храната, се јавува и како еден вид губење на самодовербата. При зборувањето ја стават раката напред, не сакаат да зборуваат, одбиваат зборување, понатаму може да се појави тој старечки изглед со губиток на забите и појава на комплетно се менува физиономијата на ликот, така? Да, продлабочување на назолабијалните бразди
ментолобиалните бразди и во тој случај се намалува односот, се смалува виличниот односот на горната долната вилица и се јавува тој старечки изглед. Затоа е битно забите да се чуваат, да се негуваат, а честата контрола кај нас, стоматолозите, е една од најбитните, бидејќи забниот кариес, кажавме на почетокот не боли и ние мислиме дека ако забите не болат, значи се здрави. Дека е се во ред. Се во ред. А во позадина може да се крие некаков проблем кој што кога ќе излезе веќе на површина, така е малку и потешок за третирање. Така. Исто така мите дека млечните заби не се битни и како се многу битни за здравието на општото здравје, а исто така и кај некои од пациентите нели мислат дека со јакиот притисок на четката можат правилно да ги исчеткаат, а всушност тоа е лошо мислење, неправилно, бидејќи може да врши оштетување на емалот со толку големо оштетување да дојде и до негова деминерализација и чувствителност и хиперсензитивност, затоа треба многу да внимаваме во однос на четкањето, да биде нежно и со правилна техника. Така. Доктор Марина, ви благодарам за гостувањето. Бевме советодавни, информативни, едукативни, така во поглед на одржувањето на оралната хигиена, оралното здравје и грижата за забите кои што се огледало на нашето здравје. Така, ви благодарам. Беше чест и задоволство да бидем ваш гост. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.